Добре дојдовте. Сите се соочуваме со проблеми, нели? Од оние мали, секојдневни загадки, па се до најголемите животни предизвици. Ама дали некогаш сме застанале да размислиме како всушност размислуваме кога решаваме проблеми? Епа токму тоа ќе го истражиме денес. Психологијата зад оваа неверојатна вештина. Ајде да почнеме. Сигурно е познато ова чувство, нели? Кога некој предизвик изгледа едноставно непремослив. И стоиме така, без идеја од каде воопшто да се почне. Тоа е едно такво универзално искуство, нешто што навистина не поврзува сите. Оваа слика, мислам, совршено го доловува тоа чувство. Како да стоиме на раскрсница, со многу патишта пред нас, а ниту еден не изгледа сосема сигурен. Токму оваа раскрсница е почетната точка на секој проблем, а денес ќе истражиме како да го најдеме вистинскиот пат. Добро, ајде да почнеме од самата основа. Во психологијата, проблемот не е само некаква пречка. Тоа е всушност состојба што создава еден вид ментална непријатност или тензија. Нашиот ум едноставно не сака нејаснотие и празнини, па таа непријатност не тера да бараме решенија, да го пополниме тој празен простор. Еве го нашиот патоказ за денес. Ќе тргнеме од раскрсницата на проблемот, ќе ги истражиме менталните мапи, па ќе поминеме низ 4 клучни фази. Потоа ќе научиме како да ја избереме рутата и на крај ќе се соочиме со менталните блокади. Да тргнеме на првата етапа. И така, стигнуваме до првата станица – раскрсницата на проблемот. Ова е оној клучен момент кога за првпат се соочуваме со предизвикот. Психологијата ни кажува дека начинот на кој го дефинираме и перципираме проблемот, токму во оваа фаза може драматично да влијае на целиот процес на решавање. За да се движиме низ овој ментален терен, се разбира ни требаат мапи. Психолошките теории се токму тоа. Различни мапи кои ни нудат различни перспективи. Важно е да се знае дека не постои една точна мапа, секоја ни помага да разбереме различен аспект од овој сложен процес. Значи, имаме 3 главни пристапи. Првиот, обиди и грешки, е баш тоа што звучи. Пробуваме, пак пробуваме, се додека нешто не успее. Секој што погодувал заборавена лозинка знае точно за што зборувам. Потоа, тука е увидот, тој магичен, оној аха момент, кога решението само ќе светне од никаде. И третиот, процесирање на информации, го гледа нашиот ум како некој суперкомпјутер. Внесува податоци, ги обработува и дава резултат. Ама најважното е ова. Овие теории не се исклучуваат меѓусебно. Напротив, често работат заедно. Можеби ќе пробаме неколку работи, ќе заглавиме, ќе направиме пауза и одеднаш, бум, аха моментот. Ајде да се задржиме малку на увидот. Волфганг Келер со неговите познати експерименти со шимпанза забележал нешто навистина фасцинантно. Животните се мачеле со некој проблем, па на крај се откажувале. Ама по еден период на одмор, одеднаш, како од ведро небо, им доаѓало решението. Ова откритие не води до еден од најпознатите моменти во психологијата. Токму тоа, аха моментот, тој ненадеен блесок на јасност кога сите делови од сложувалката конечно ќе си дојдат на своето место. Тоа е чувството кога хаосот се претвора во ред. И тоа е всушност кулминацијата на теоријата на увидот. Значи, имаме мапи. Ама како изгледа самото патување? Британскиот психолог Греам Валас предложил еден модел во 4 фази, кој го опишува патот од проблемот до решението, чекор по чекор. Патувањето значи има 4 фази. Прво, подготовка, кога активно истражуваме и собираме информации. Потоа доаѓа една клучна фаза, инкубација, ова е кога правиме пауза, одиме на прошетка и дозволуваме на подсвеста да работи во позадина. Трето е илуминацијата, нашиот славен аха момент. И на крај, верификација, каде што го тестираме решението. Важно е да се знае дека процесот не е секогаш праволиниски, често се скока напред-назад помеѓу овие фази. Добро, го знаеме патот, ама како да избереме рутата? На располагање имаме 2 главни начини на движење – алгоритам или хеуристика. Ајде да видиме што точно значат овие термини и кога да се користи секој од нив. Разликата е прилично едноставна. Алгоритмот е како рецепт за торта. А ако ги следите чекорите прецизно, сигурно ќе добиете торта. Математичката формула е совршен пример. Хеуристиката, од друга страна, е повеќе како ментална кратенка, некое интуитивно правило. Например,
Ако барате нешто изгубено, прво проверувате на најочигледните места. Многу е побрзо, ама не гарантира успех. Ова илустрација совршено го покажува тоа. Алгоритмот е тој сигурен прав автопат. Хеуристиката е онаа авантуристичка краќенка низ планините. Можеби ќе се стигне побрзо, но постои и ризик да се изгубиме. Изборот помеѓу нив зависи од проблемот секако, но и од времето и ресурсите со кои располагаме. Но, секое патување се има свои пречки. Во решавањето проблеми, тие пречки најчесто сме си ние самите. Поточно, нашите собствени когнитивни предрасуди. Ајде да ги истражиме најчестите ментални блокади што не спречуваат да го видиме решението. Првата голема блокада е функционалната фиксација. Ова се случува кога сме толку навикнати на функцијата на некој предмет, што едноставно не можеме да замислиме дека може да се користи за нешто друго. Гледаме чекан и мислиме само на заковување шајки, а не дека може да послужи, например, и како тег за хартија. За да се види како ова функционира во пракса, ајде да направиме еден брз експеримент, познат како проблемот со свеќата на Карл Данкер. Подгответе се да го тестирате сопственото размислување. Еве го предизвикот. Целта е да ја монтирате свеќата на зид, но имате само неколку предмети на располагање. На располагање имаме само две работи – свеќа и кутија полна со шајки клинери. Размислете за момент. Како би се решило ова? Слободно може да се паузира за да се размисли. И еве го решението. Клучот е да се надмине функционалната фиксација. Повеќето луѓе ја гледаат кутијата само како сад за шајките. Но оној момент кога ќе престанеме да ја гледаме како сад, а ќе почнеме да ја гледаме како потенцијална полица, проблемот станува речиси тривијално лесен за решавање. Втората голема блокада е менталната рамка. Ова е кога сме заглавени во начини на размислување кои ни биле успешни во минатото. Ако некоја стратегија функционирала 5 пати, нашиот мозок инсистира да ја користи и 6-тиот пат, дури и ако ситуацијата е сосема поинаква. Ова создава ригидност во размислувањето или, како што вели старата поговорка, ако имаш само чекан, се ти личи на шајка. И така стигнуваме до последниот, но можеби и најважен дел. Ги разгледавме теориите, фазите, пречките, но со што сето ова е важно? Како овои концепти помагаат во реалниот живот? Па едноставно кажано, разбирањето на овој процес не прави подобри и пофлексибилни мислители. Тоа го остри нашето критичко размислување и ја потикнува креативноста и директно влијае на успехот, било да е тоа во училиште или на работа. И на крајот на денот, одлуките што ги носиме за финансиите, за односите, за здравјето, стануваат многу поинформирани и подобри. Овој моќен цитат од Ајнштајн, мислам, ја сумира целата суштина на нашата денешна дискусија. Ефективното решавање проблеми бара од нас да ја промениме перспективата, да го надминеме старото размислување и да прифатиме нови начини на гледање на светот. И за крај, еден мал предизвик. Следната недела обидете се свесно да го примените моделот на Валас, подготовка, инкубација, илуминација и верификација на некој реален проблем со кој се соочувате, без разлика колку е голем или мал. Само обрнете внимание на процесот. Можеби ќе се изненадите од увидите што ќе ги добиете. Ви благодарам што го поминавте ова патување со мене.